Голем интерес предизвика презентацијата на деталниот урбанистички план за градската четврт 17 во Кочани, што се одржа во салата на Советот на општината. Поголем број сопственици на стопански објекти што се наоѓаат овде дојдоа да слушнат за предложените решенија од урбанистите за уредување на просторот. Се работи за локацијата на старата индустријска зона, започнувајќи од некогашниот дрвно-индустријски комбинат Борис Кидрич, па се до стопанскиот двор на поранешната фабрика за хартија во близина на влезот на средното општинско училиште Гошо Викентиев, што опфаќа вкупно 24 парцели на површина од околу 46,5 хектари, наменети за стопанска дејност. Со презентацијата всушност започнува постапката за донесување на деталниот урбанистички план, а за што во тек е и јавна анкета. Анкетата трае се до 29 септември 2017 година. Во овој период сите заинтересирани можат да достават анкетни листови со нивни предлози, забелешки и сугестии по предлог планската документација, значи за деталниот урбанистички план за градска четврт 17. Значи да ги достават преку архивата на општина Кочани, а прилог кон анкетните листови треба да достават копија од катастрски план и имотен лист. Инаку анкетни листови можат да се добијат и од архивата на општина Кочани и од веб страната на општина Кочани, а планот може да го видат сите заинтересирани исто така на веб страната на општина Кочани, значи графичкиот прилог е објавен на веб страната, како и соопштението за јавната анкета, додека дополнителни информации, значи на огласна табла пред општината, пред влезот на општинската зграда и во оделение за урбанизам во општина Кочани. Присутните на јавната презентација имаа забелешки за вметнување во планот на железничката линија, што овде веќе е изградена и се користеше за потребите на фирмите во овој дел од градот. Исто така мислења беа искажани и за сообраќајното поврзување со сервисни улици на постојните и планираните парцели. Предложениот детален урбанистички план за градската четврт 17 во Кочани го изработи проектантската фирма Билд од Скопје и по собирањето на мислењата од јавната анкета можно е да доживее известни измени. Инаку, во меѓувреме, ќе треба да се добијат и мислењата од надлежните министерства и јавни предпријатија, што значи дека донесувањето на планот ќе почека извесен период, односно можно е неговата важност да започне од наредната година.